Добро утро и од мене. Време е да го започнеме најновото издание на магазин. Денеска на тема мода, односно од другата страна имаме втората генерација на модна новинарка, би рекол, Анастасија Богдановска, која што е се уште официјална, единствено лиценцирана модна новинарка од Македонија, која што има честа да проследува модни настани во Милано. Тоа се случи и неодамна, беше многу интересно, освен модни парчиња, Анастасија имаше можност да разгледа и кои материјали, текстури, модни додатоци, накити, така натаму ќе биде ин, односно тренд во следните сезони, така што се на се околу незината приказна, но и околу сето она што таму успеа да го собере како впечатоци, денеска ќе ни раскаже во магазин. Добро утро и добро ми дојде. Добре најдам, ти благодарам навистина на поканата. Кажав дека си втората генерација, бидејќи твојата мајка знаеме дека многу време е со на модата, прво како модел, потоа и како новинарка, а сега ти си она која што на некој начин го наследува тоа. Морам да те прашам, одговорност, чест, обврска, што е ова? Се дефинитивно, се во едно. Дефинитивно одговорност, особено на начинот на кој што таа ме изгаја како личност. Одговараме за нештата кои што ги правиме во живота и теретот кој што си го носиме како наследство. И убаво е, во секој случај е убаво да се има некаква приказна која што те подкрепува и ми дава и темел на некој начин, заради тоа што јас сум во модата не само така адхок, нешто ми се видело убаво, мислам навистина растев во тоа. Јас навистина ги доживував сите тие настани кои што ги има модни реви во 90-тите, ги живеев зад сцената и потоа тоа не можеше, мораше некако да излезе од мене. И тоа си го најде својот простор на еден малку видоизменет начин, тоа како таа го правеше. Но во секој случај убаво е и таа приказна да се продолжи. Ти можеш да направиш буквално паралела, се сеќаваш како дете како било тогаш модните настани во Македонија, како е сега. Ако треба да ги оцениме, одиме на подобро, одиме на понедобро, да не речам полошо. Каква модната сцена во моментов? Еве, скоро се случуваше Штипскиот моден викенд, имаме Скопскиот моден викенд и така натаму. Имаме се повеќе дизајнери, млади и така натаму. Како би ја оценила како човек што долго време од другата страна на модната сцена, како би ја оценила во моментов модната индустрија кај нас? Модната индустрија би одвоила од тоа што се модни настани, заради тоа што некако не се, би рекла, синхронизирани, за жал. Точно можам да го кажам дека дефинитивно во 90-тите имавме еден порив по независноста, веќе сака и само тогаш, ако веќе реално зборуваме, кои се дизајнерите кои што ни паѓаат на ум, кога ќе речеме кои се македонски модни дизајнери, секогаш ги споменуваме тие имиња што на конкретно на 90-тите, почетокот на 2000-тите веќе беа во подем, работеа интензивно и тогаш модната сцена навистина имаше многу модни настани. Тука во Македонија, како за мало место, многу беше сконцентрирано, постојано се случуваше нешто. Сега за жал малку кубуриме, значи не е на тој интензитет, би рекла, со кој што веројатно би требало, знаејќи како се движат нештата во светот, колку е се динамично, малку ни фали и се чувствува тоа кај публиката, се чувствува тоа кај креативците кои што работат во индустријата, во самата индустрија, значи во индустрискиот и економскиот дел. За жал модата, мислам, Македонија е позната како текстилна земја, си ја знаеме ние какво беше тоа минато, а некако не успеавме тоа малку да го задржиме и да некако да му потикнеме некако да тоа вроди со некаков плод кој што дури и економски би можел на државата малку повеќе да придонесе. За жал знаеме фабриките дека функционираат за нарачкиот надвор, многу е тешко за нашите дизајнери да профункционираат со фабриките кои што екзистираат овде. И мора да секако тие што сме во индустријата се обидуваме нешто околу тоа да направиме и малку да ја поттикнеме. Добро е да има настани, добро е што има настани, што се трудиме и се обидуваме да го реплицираме тоа што го гледаме на социјалните мрежи пред се, затоа што мислам таму динамично доста има модни рилчиња кои што ни излегуваат, но треба да работиме. Како некој кој што организира модни реви, исто така знаеме дека фали кадар кој што може тоа да го прави.
фалат нели луѓе кои што ќе се специализираат тоа да го прават. Тешко е кај нас да се работи во мода и само мода да се тера и да се биде во тоа. Така, кога веќе го спомнавме, ти беше викендов? За жал не. Работно бев ангажирана, да, а ми беше многу жал затоа што многу доцна ни најавија, не можев да се ослободам од работни обврски. Така, добро. Да, но добро, следиме среќа што имаме нели можност да гледаме. Подобро кога не може да се стигне, тоа значи дека има доволно настани, отколку да нема, па тогаш да има вкупно два на кои што секако ќе присуствуваш, нели? Да, но би сакала јас да тоа биде најавено нели навремено. За жал нели секој мора да си го планира своето време. Не сакам да мислам дека луѓето имаат слободно време, па можат така да си го алоцираат веднаш. Добро, одеднаш се случува нешто и нели да се појавиме таму. Се обидуваме сите кои што работиме ностоп нешто да правиме и убаво е да бидеме малку поорганизирани. Сите сме со списокот во денот некако и во трка со обврските. Станавме она што порано вика во Америка, во Европа нема тоа, се на трчање, ама веројатно многу брзо стигнавме до тој начин на функционирање, за жал. Па да, добро, и дефинитивно се огледуваме на тоа што го гледаме таму, иако не можеме исто да го пресликаме тука, ама капитализмот си го направи своето. Така сакаме, мораме да бидеме активни на повеќе полиња. Така, сега ќе видиме во која насока ќе се менуваат работите. Од убавите работи секако Милано, тоа е еден град кој што на сите нас кога ќе се спомене или ако не натера да кажеме еден град кој што те асоцира на мода, веројатно тоа ќе биде првиот или меѓу првите два. Милано. Да, Милано и Париз се тие кои што се... Мене прво Милано би ми текнало искрено, некако Италија ми е секогаш синоним за тоа. Како си помина? Каков настан беше ова и што успеа вака да излечеш како информација, кои се сите оние актуелни трендови, новитети кои што допрва ќе ги гледаме на модната сцена? Како секогаш убаво. Мене ме освежува секој излегување од кај нас за тоа што се обидувам нели да си ги исперам очите со нешто кое што е малку поинакво, чисто да видиме како функционира светот. И Милано секогаш бидејќи мене ми е многу веќе својствен, јас сум веќе 14-та година таму акредитирана. Навистина некако си функционирам таму и со самото стапнување на тоа тло веќе некако се синхронизирам со тоа што се случува и веднаш влегувам во running mode, значи буквално во трчање, без разлика дали е тоа само на пар денови како што беше и овој пат или некогаш се случувало да биде тоа по 2 недели, меѓутоа не се сопрува воопшто, мислам максимално го користиш буквално цело време. Да, ама и Милано е град кој што вистина ја живее модата и особено септември е еден од месеците кога тоа функционира многу интензивно сега. Јас бев таму, нели ми беше навистина чест да присуствувам на сајмот кој што беше Milano Fashion and Jewels, кој специализиран за модни парчиња, накити, додатоци, кој што нели ги проектира трендовите кои што ќе бидат за следните сезони. Меѓутоа тоа се случуваше помеѓу модата на убавина и модната недела на убавина и Миланската модна недела која што нели веќе ја знаеме како таква, така што постојано имаше и некои други дополнителни настани кои што се случуваат. Мислам, навистина ја дише модата градот. Така, што се случува за време на овој настан? Какви се активности? Кои се таму изложува? Дали е само изложбено или има тука мрежување, трговија и така натаму? Токму тоа, вмрежувањето е всушност и целата поента. Сега веќе глобално нели сме сите некако расшетани, освестени за тоа дека нели надвор се случуваат доста нешта и убаво е да се види што се случува и во која насока гледаат креативците. Сега таму има нели селектирани изложувачи, а меѓутоа се од цел свет и има посетители кои што се навистина мислам од секаде. Мислам може да се слушнат и многу интересни разговори во тие мрежувања, во тие нели контакти. Тој настан се случуваше 4 дена и беше доста интензивно, значи од утро до вечер, како што се случуваат обично тие нешта. Сајм на кој што па ако некој од нас се сеќаваме како тоа изгледа, нели со штандови, каде што се презентираат одредени брендови, одредени производители, нели ние како јас како новинар бев во таа улога се појавив таму, меѓутоа интересно затоа што има дополнително работилници, дополнително има и модни ревии кои што на стилизиран
начин ги представуваат нели тие парчиња кои што се изложуваат таму, селектирано со нели кои од тие трендови ќе бидат најактуелни или највпечатливи. Над 45.000 посетители имаше сега се. Имаше повеќе од 650 изложувачи. И тоа не може ни да доследиш се, веројатно, нели толку многу. Да, затоа и велам цело време во трчање, нели во динамика. Самото тоа, мислам, за некој кој што сака да ги види, да ги впие работите, е навистина предизвик. Претпоставам дека таму беше буквално едно огромно шаренило. Интересно е дека сите работи кои што, пример, сега се актуелни и се модерни, се креираат и се планираат уште можеби година-две наназад. Сезони наназад. Е сега од она што го видеа, кои се работите кои што можеби те изненадија? Ќе се сменат ли некои трендови за скоро? Не е прв сајм или прв настан од овој тип на кој што присуствувам, и мене секогаш ми се интересни да ги видам тие суптилни некои движења. Значи не милуваме да кажеме борец сега ќе биде црвената актуелна, меѓутоа црвената со кои тонови и зошто и како општо боите, не можеме да речеме само една боја, јас би рекла. Секогаш боите си имаат само во кои тоналитети како ние ги нели ќе бидат следно актуелни, дали ќе ги стишиме, дали ќе бидат поинтензивни, дали кој како ќе биде подоминантно од другата, меѓутоа присуствуваат многу и форми, и бои, и материјали, нели тоа што е најважно, јас би рекла сега за оние кои што нели не се можеби во модата, меѓутоа за тоа да знаат каде модата се движи, е дефинитивно одржливоста. И како што и Миланската модна недела, нели тие имаат ставено навистина интензивен фокус на одржливоста, дефинитивно и на овој сајм можеше тоа да се види. Одржливите практики се многу важни дури и не само на начин на кој што нели ни е најпредставено, во смисол парчиња па да ми најдеме нели нов живот, или одржливи материјали, во смисол на материјали кои што нели се повеќе од природно потекло, туку дури и во маркетиншките практики, дури и во начинот на кој што нели трговијата се движи, тие работилници беа интересни, беа тие предавања да се слушне што нели каде ќе се движи светот, за фактички оние кои што се инсайдери, кои што навистина ни ја пласираат модата, нели ние треба некаде да ја купиме, а тие селектираат што нас ќе ни овозможат за ние да би можеле, нели да отидеме во продавница и да го купиме тоа парче. Тие да знаат каде и како да и што да ни презентираат. Интересно е што нели како еден заеднички договор излегува, така некако, а на крај денот се толку многу различни брендови и компании што сите имаат некој свој собствен стил, меѓутоа пак се поклопуваат во одредени работи, дали тоа ќе се форми, шаренило, минимализам или така натаму. Како ова интерно функционира реално? Има ли некој во наводници заеднички договор што е следно? Нели бидејќи веројатно не може туку така да се поклопат работите? Па да речеме дека е тоа некој суптилен договор. Значи има правци за кои што се зборува, нели внатрешно, и самите компании кои што нели самите креативни директори каде брендовите каде што ги гледаме најголемиве, им се дадени одредени правци каде и како и што треба да работат, меѓутоа тоа го синхронизираат со сопствената креатива. Индустријата сама по себе чувствува многу и дефинитивно модата е одраз на општеството. Тоа што се случува во општеството, нели тоа ни потегнува што ќе ставиме ние на себе. Како нели единка индивидуа која што треба да излезе од дома, да се облече или да излезе во продавница да си купи одредено парче, тоа што го селектираме веќе подсвесно кажува во кои насоки ние се чувствуваме, нели тоа ни треба да функционира. Ние во текот на денот треба да отидеме на одредено работно место, да излеземе по тоа дали било на кафе, дали нели ќе прошетаме некаде, како и да е во тој начин на функционирање, тоа функционира и не одразува нас како личности, како се чувствуваме, како размислуваме, што сакаме нели од себе да извлечеме тој ден. Така што тоа индустријата фактички го провлекува и оние кои што се постојано во модата сакале не икеле, некако во подсвест име, значи тоа потоа излегува и во начинот на кој што се толкува како
како нели мода што сме виделе на модните писти и како тоа нели треба да го изнесеме. Мислам тоа се општествени движења, познати се нели и после Втора светска војна и така. Значи тие сега се некои актуелни движења кои што кај нас кажуваат леле, можеби ќе има економски пат и сето тоа дефинитивно е општествено. Така, на крај денот се врти околу парите, нели? Реалноста е таа, но да зборуваме за нови трендови на одржлив развој, но истовремено модната индустрија е класифицирана како едно од оние кои што најмногу ја загадува природата на некој начин. Имаше документарец колку многу од светските компании, колку многу парчиња се изфрлаат по океани, по такви моменти. Има ли начин ова некако да се промени? Од твоја гледна точка, бидејќи свесни сме, нели, нема цело време има измеѓу колекции кои што постојано го тераат купецот нешто да докупи, нешто да докупи. Да, меѓутоа само свесноста е најважниот момент во целото тоа. И тоа не е, јас пак ќе кажам, тоа не е само модно. Значи важно е ние да сме свесни како функционираме, нели, во текот на денот, во текот на сезоната, во текот на животот, кои се нашите лични тенденции, што сакаме ние да постигнеме во животот. Од таму и тргнува истото. Значи, ако сме толку, дајте да речем, динамични, меѓутоа не се фокусираме, не интересира што ставаме на себе, нормално дека ќе бидеме во склоп на тоа конзумерско, нели, да го речем стадо, бидејќи нели некако ако не понесе трендот, па тогаш. Круг. Заради тоа што многу не е само да се купи. Тоа парче треба да знаеме каде ќе го носиме, колку и как, зошто, нели, дали ние паметно ги инвестираме своите пари, своите финансии, тоа што е наша заработка. И сега ние како македонско општество не знам колку и како можеме да зборуваме на истото ниво како ние сме малку импулсивни во многу работи, па дури и во модата, нели? Да, често пати знаеме да купиме нешто што можеби нема ни да го носиме или еднаш ќе го облечеме и тоа на некој начин е проблем. Ама од друга страна тоа парче е произведено. Да не се купи тоа некаде ќе заврши. Да, меѓутоа тие гледаат долгорочно. Значи тоа се некои таргети кои што тие ги исполнуваат по тоа. Зборуваме нели за оние кои што тоа го произведуваат. Ако тие немаат некаква значи претставување за тоа дека тоа можеби би се купило, би било тренд или нема да го пласираат како такво, нели нема да фактички да се произведе во тие бројки. Сега ние сме импулсивни, ама тоа кај нас е една друга потреба. Значи ние сакаме да избегаме од секојдневието и сакаме со нешто да се почастиме, сакаме со нешто убаво да ни се случи и со нешто да си се задоволиме, посебно кога станува нешто збор за нешто естетски, каде што ние ќе си ја потикнеме нашата собствена вредност со тоа што ќе оставиме тоа парче на нас. И тоа е убаво. Тоа е убаво, бидејќи ти прави да се чувствуваш поубаво, нели? Дефинитивно, да. А се што е така е оправдано. Ама и мислам дека ние како општество знаеме да бидеме одржливи. Ние од секогаш сме биле некои кои што нели заради нашата куповна моќ ние мораме тактички некако да планираме што и како и зошто. Не фрламе. Генерално не фрламе. Се пренесува од дете на дете. Да, тоа е добро. Што е затоа велам можеби тие одржливи практики кои што надвор на запад многу сега се форсираат. Кај нас не е така. Меѓутоа кај нас дошле од самата потреба, нели, да се заштеди, да. Кај нас тоа што е многу важно од одржливоста да го спомнуваме дека треба да се инвестира во квалитет. Кај нас заради тоа што избираме поевтино да купиме, не избираме квалитетни парчиња, меѓутоа тоа понатаму може да ни се одрази на нас како индивидуа, така што не на тоа треба да се фокусираме дефинитивно. Не ни е страв да инвестираме во квалитет. Зборуваме сега и од форма, меѓутоа и од материјал. Во секој случај. Гледаме дел од оние модни фотографии кои што ни ги испрати. На овие настани имаш можност навистина да запознаеш многу луѓе од модниот свет. Кои се оние контакти, кои се оние личности кои што си имала можност во текот на годините наназад да ги запознаеш лично, можеби и да ги интервјуираш, буквално те импресионирале или ти делувале како недостижни?
искрено во ова издание, навистина им беше чест заради тоа што бев поканета од амбасадата на Италија и од агенцијата за надворешна трговија за да присуствувам на овој сајм, нели, на Milano Fashion and Jewels, затоа што таму запознав еден друг профил на личности од она што бев навикната да ги среќавам на модните ревии. И една интересна приказна е затоа што во таа цела динамика успеавме 5 минути да седнеме да испиеме едно кафенце и седна во друштво на една навистина маркантна личност од Јужна Афричка република, која што всушност е, да речеме, ангажирана во отприлика 80% од настаните кои што се случуваат таму. Значи била, нели, главниот организатор на концертот за Нелсон Мендела, кој што беше, нели, легендарниот концерт, да. Тие некои инсайдерски приказни кои што, нели, таму ми ги сподели, јас мислам пак некако те одлекуваат во еден друг свет, те мрежуваат, нели, и тие се некои искуства кои што, мислам, лично мене навистина многу ми значат. Сега во минатото секогаш тоа биле претежно некои дизајнери, манекени или личности што биле, нели, многу важни во модниот свет, како такви кои што ги знаеме како имиња. На последните изданија беше најинтересна размената со Сузи Менкес, да речеме, затоа што, нели, како некој кој што знае што е модно новинарство, таа се уште е активна, нели, во своји поодминати години, се движи, присуствува на сите ревии, се обидува сите да ги интервјуира и тој ентузијазам навистина зборува за тоа дека само ако ја живеете модата не можете да избегнете тоа. Ми беше чест да присуствувам на еден од последните поклони на Џорџо Армани во март месец. И тоа исто, нели, некако значи затоа што знаеме колку оставаат некаков белег. Си имала вака можност од блиску? Некој краток мовет со Армани? Да, во претходните изданија, да. Затоа што овој пат беше навистина впечатокот кој што ти го оставил, бидејќи, нели, од наш аспект сето тоа е како навидум недостижно, меѓутоа, нели, како се вели, оние кои што се навистина големи немаат потреба од воздигнување на себе си, бидејќи многу добро знаат кои се и што се. Каков впечаток ти остави? Имаш ли трема во пристапот? Зошто се прави таа граница, нели? За нас е, да, заради тоа што ние ги гледаме на телевизија, ги гледаме, нели, сега на мобилните телефони и не ни делуваат достижно. Меѓутоа, во тој свет луѓето кои што влегуваат таму се селектирани. Тоа не се луѓе кои што, нели, се, мислам, јадулица, иако тие се доста пристапни. Мислам, во Милано како град тие таму живеат и функционираат. Една од претходните сезони пред 2 години во неговиот дом имаше една ревија каде што, мислам, класично се одржува, значи, кај Армани Силос, значи, тие ревии се знае на Бургонјоне дека се случуваат, меѓутоа таа ревија беше во неговиот дом и беше, мислам, да бидете таму навистина значи. Дефинитивно да бидете дел од тие, од светот 100 до 200 луѓе максимум кои што се селектирани за да го видат тоа одблиску. И значи, мислам, тие се многу неоптеретени, многу се спонтани во целото тоа, мислам, го живеат тоа, мислам, го живееше Армани тоа цел живот. Меѓутоа, од тој тип на размени нема да ја заборавам размената со Вивиен Вествуд, која што навистина си раскажуваше приказни во бекстејдж, кога, мислам, застанавме, на себе објаснуваше кој е ланчот каде, мислам, нели, кажувате од каде и навистина целата, нели, навистина спонтано си ги раскажува приказните или она што ќе се начине на неа во целиот разговор. Не е тоа, пак ќе кажам, не е тоа недостижно. За жал, такви личности, мислам, тие оставија печат заради тоа што се такви како личности и такви личности не знам сега колку и како ќе има, меѓутоа или не знам размената со Джонатан Андерсон колку тој е, јас имав прилика да бидам во бекстејдж со JW Андерсон за неговиот бренд во Милано на ревија, кој што сега е, нели, креативен директор на Dior и колку е тој всушност скромен, колку е тој спонтан во начинот на кој што им пристапува на нештата и како ги објаснува колекциите. Тоа е наистина убаво е да се чуе и да се доживе. Има многу да учиме од нив, буквално. И некаде при крајот многу ме интересира твоето лично мислење и искуство. Дали светските брендови ги преценуваат своите парчиња или навистина може да продадат толку квалитет колку што чинат тие парчиња?
Пак е една игра, економска игра, кога има кој да купи, кога има луѓе кои што се, да речем, занесуваат по тие цени, дефинитивно, нели, ќе има и ќе пласираат и ќе качуваат цените. Проблемот е околу квалитетот, има доста, нели, сега предизвици, посебно во Италија, на начинот на кој што, нели, ги произведуваат тие парчиња. Има разлика во самиот процес? Да, дефинитивно, затоа што брендот Made in Italy многу значи и за да го одржат како таков, тие мораат одредени практики да применат. Работат на тоа, не дека не, нели, меѓутоа не треба секогаш кога ќе бидат изложени, нели, во јавност, да тогаш се применат. Под притисок е целата модна индустрија. Сега тенденциите се дека економски таа ќе паѓа, па мислам наше е само да видиме, особено од оваа гледна точка од каде што сме ние, меѓутоа како ќе играме и ние во тоа, пак е оставаме на нас, нели, како индивидуи што и ние ќе избереме, на што повторно ќе кажам, пошто ќе ги инвестираме собствените средства, навистина е наш избор. Така. Ако утре имаш можност да избереш со кој од светските дизајнери би сакала да правиш интервју, кој би бил прв на листа? Од овие кои што се сега актуелни, повторно ќе го спомнам Джонатан Андерсон, затоа што навистина ми е некако... Те фасцинира очигледно. Да, затоа што таа скромност е тешко да се одржи во модниот свет. Меѓутоа ги има, значи Розмари од, нели, од Скепарели, начинот на кој што работи, нели, Петер Мулиер од Алаја, значи тоа се ликови кои што интересно како ги ставија на тие позиции, меѓутоа колку делуваат некако приземјено, токму тој избор го бара. Така е. Ти благодарам многу за денешното гостување. Благодарам многу на можноста и на разговорот, нели, од стапеното време, малку да разговараме. Така, верувам дека ќе имаш уште многу можности, многу запознавање на многу светски имиња и на тој начин ќе успеваш барем малку да бидеш конекција, нели, на светот и Македонија во однос на модното новинарство. Да се гледаме зубави работи и верувам дека ќе имаш многу инспиративни интервјуи и наскоро. Ти благодарам многу. За крајот на денешното издание ќе одиме со ти благодарам на ДНК во чест на Панчо и Андреј, бидејќи навистина многу направија за македонската музика, но не само тоа, многу покажа како е да се биде голем човек и кога ги нема камерите пред вас. Во чест на Панчо и Андреј, слава им, ова е една од песните на ДНК која што сигурно години ќе се пеат и споменуваат.